Добар ден и од мене стартува на новото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. При новата е најголемата среќа во семејството, но што кога бебето има Даунов синдром, со какви предизвици се соочени родителите? Нова тема денеска ќе зборуваме со гостинката Ида Мантон, која што е основач на Центарот за лица со Даунов синдром и мајка на 2 деца од кои едното има Даунов синдром. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Имате 2 керки. Така е. Едната е Леона, која што има 7 години, веќе второ оделение, и Луција, 5 години. Всушност, второто дете има Даунов синдром, односно трисомија на 21-виот хромозом. Кажете ми, какво беше вашето чувство, со какви стравови се соочивте кога ја слушнавте веста? Бидејќи не бевте подготвени за нешто такви, покрај тоа што ги правевте сите анализи предходно, во текот на бременоста ние добивте информацијата дека вашето дете ќе има Даунов синдром. Така е, јас мислам дека секој родител нормално кога го очекува своето бебе, очекува да биде тоа бебе како на памперс рекламите и дека треба да биде совршено и дека пред него ќе стои најблескавата иднина, и кога во првите моменти некој ќе ви каже дека нешто не е во ред, што и да е тоа, па дури и да е нешто минливо, кога ќе ви кажат има жолтица, ве фаќа паника како родител, што значи тоа, дали ќе има последици. А кога ќе ви кажат дека детето има хромозомопатија, односно дека има Даунов синдром, тоа е нешто што не исчезнува, тоа ќе остане во текот на целиот негов живот, и прашањата што секој родител си ги поставува се дали можам нешто да направам да ја подобрам состојбата. Многу од родителите не ни знаат што значи тоа и немаме, за жал, многу стручен медицински кадар кој што на вистина ќе одвои време и ќе има консултации во светот, нели нормално тука се вклучува целосен тим од генетски советник, психијатар, психолог, социјални работници, разноразни терапевти кои што ја преземаат целата ситуација во своји раце, и семејството низ ова поминува малце полесно. Мислам, не е дека ќе се смени состојбата, тоа е што е, меѓутоа имате поддршка и подкрепа. Јас, за жал, во овој критичен момент бев во Македонија, инаку мојот сопруг е американец, ние често сме и во Америка, живеевме во Прага пред тоа, и искрено во тие први моменти многу ми беше жал што не сум некаде на друго место каде што би ја добила таа подкрепа, поддршка, каде што би имала повеќе информации, бидејќи јас не знаев многу за Дауновиот синдром. Така, вие не знаевте всушност ништо, не знаевте за што се работи. А какви беа првичните прогнози на лекарите кај нас, бидејќи речиси 50% од бебињата со Даунов синдром имаат вродена срцева мана? Стравувавте ли за животот на вашето дете? Какви беа првите моменти? Па мислам дека во првиот момент не стравував многу за нејзиниот живот. Многу поголеми беа стравовите какви импликации ќе има нејзиното постоење во нашето семејство за животот на сите други 3 члена. Заради тоа што тогаш се прашував, прво нашата динамика е скоро невозможна. Многу мои пријатели ми викаат, не знам како постигнуваш денес си тука, утре си таму. Се прашував дали мојот живот тотално ќе мора да се смени затоа што имам дете со пречки во развој, дека ќе морам да се скрасам на едно место и дека нашиот живот ќе биде одење по болници, по терапии, дека сосем се ќе се смени. Меѓутоа, Луција немаше никаква медицинска состојба од самиот почеток, која што беше загрозувачка по нејзиниот живот, и предпоставувам затоа имав луксус да си поставувам вакви прашања. Многу родители кои што имаат бебе со Даунов синдром имаат поинакви предизвици. 40% од бебињата имаат кардиопатии, значи срцеви мани, па тие размислуваат за операција, кога, како, кој ќе ја изведе таа операција. Имаат други сериозни здравствени нарушувања, што ние бевме благословени, искрено речено. И голема среќа што немавте таков проблем. Да. Болеста не беше, односно не е тоа болест, и тоа треба да објасниме, дека состојбата всушност не беше толку комплицирана како што може да биде. Како што може да биде, така е, и јас мислам дека благодарение на нејзината здравствена состојба, јас можев да си дозволам по одредено време да размислувам за тоа како да им помогнам на другите родители кои што се во Македонија, а предпоставувам дека се во многу полоша состојба, и финансиска, и социолошка, и од аспект на информираност и едукација и така натаму, бидејќи јас многу често патував. Ние имаме поддршка во Америка, среќавам луѓе кои што работат со деца со Даунов синдром веќе 40 или 50 години, како педиатри, офталмолози, стоматолози и така натаму, од кои што
црпам совети за своето дете и предпоставував дека нели би била благородна мисија да ги споделам сите тие работи со останатите родители кои што моето искуство ми покажа во Македонија имаат речиси непостоечка поддршка. И така се роди идејата за да се отвори центарот за Даунов синдром. Ќе стигнеме до центарот, само уште неколку прашања во однос на она што се првични искуства и стравови на родителите. Велат тоа е помешано и со тага, но и со лутина. Бевте ли вие лута што никој не диагностицирал на време? Секако, јас бев беа тие чувства? Искрено мислам дека бев лута на сите кои што мислев дека би требало да знаат што се случува. Меѓутоа, реално, Луција беше во многу добра здравствена состојба. Таа немаше некоја забавена срцева акција, немаше некој проблем со тиреоидна жлезда. Значи, сите скрининзи не покажа ништо што би било индикативно дека нешто не е во ред со плодот. Конечно, и мислам дека ова е многу важно да се знае и да добиев некоја информација, тоа ќе беше веќе предоцна во бременоста, за да можев така гладко и на лесно срце да одлучам дека нејзиниот живот не е вреден за живење. И се сеќавам гинекологот кој што ме оперираше, нели се породив со царски рез, после неколку години се сретнавме случајно и ми вика: ете и да гледате дека Луција има многу убав живот. Конечно, јас се радувам заради тоа што од нас гинеколозите пак се очекува да бидеме джелати, а ние не знаеме каков живот тоа дете ќе има, нели? И јас како мајка исто... Тука има големи етички дилеми. Многу големи дилеми кои што секој мора сам да ги размисли. Жалното е што во Македонија на родителите не им се остава простор да размислат на овие прашања. Автоматски гинеколозите по некоја си рутина мислам дека се учени на родителите да им ја понудат најприфатливата за нив опција и да речат детето е несовршено, има трисомија 21 и тука нели нема простор за дискусија, таа бременност треба да се терминира. Јас пораснав како ќерка на гинеколог и за мене Дауновиот синдром не дека јас не знаев што е, јас учев и генетика и сум точно бев информирана што е, меѓутоа не бев во контакт со луѓе кои што имаат Даунов синдром и не знаев каков се огромен спектар е тоа, дека постојат луѓе кои што се многу функционални и постојат луѓе кои што за жал нема да развијат многу од гранките на нивното човечко битисување. Е сега тука нели има многу дилеми, дали е тоа дел медицински, дали во раното детство не се понудени опции за развој, дали родителите доколку имале подобри сервиси би можеле да работат посериозно и детето да се развие подобро. Значи сите се посебни примери и не може да се генерализира. Меѓутоа јас длабоко верувам дека на секое дете мора да му се даде шанса да си го живее својот живот и дека тие имаат право на тоа. И дека на сите семејства и на родители треба да им се даде можност и информираност да знаат што значи тоа. Така, мора да се подигне јавната свест, информациите да стигнат до нив. Колку често се случува да ви приде некој од страна и да ве праша дали ова болест е наследна? Ви се случувало ли такво нешто? Прво, многу често ми се случува луѓето да размислуваат за Дауновиот синдром како болест. За жал, и од медицински кадар, и од министри, кои што биле министри за труд и социјална политика. Значи, јас одам на состанок и разговарам со некој кој што воопшто нема представа дека се работи за генетска состојба која што има потенцијал да му помогне нели на тоа дете и на семејството да му овозможи еден горе-доле нормален живот, заради тоа што јас низ светот запознавам луѓе со Даунов синдром кои што имаат завршено факултети, кои што работат и ние во нашето списание се обидуваме тие инспиративни истории да ги пренесеме и тука, и не само родителите да бидат мотивирани да направат повеќе со своите деца и за своите деца, туку и оние чие што обврска е во наше општество, бидејќи ги плаќаме со тие буџетски пари да го сторат тоа, да веруваат и да им дадат можност на тие деца да се развиваат во секој сегмент од своето постоење и во секој различен период од својот живот. За жал, се уште не го гледам тоа, иако постојат некои минимални напори, меѓутоа, тоа се системски работи кои што нели невладиниот сектор не може да ги реши сам по себе. Тоа мора да бидат сериозни зафати на државно ниво, а тоа е само во најава. Се уште во пракса тоа е апсолутно непостоечко.
Јас тука ќе ги поберам и фотографиите од режија да ги погледнеме. Би сакала да ми го опишете односот на двете сестри. Каков е односот на вашите деца? Па, јас не знам каков е односот на другите деца и многу често ги прашувам моите пријателки како нивните деца функционираат и дали заради тоа што Луција има Даунов синдром и има висока емоционална интелигенција, со самиот синдром доаѓа тоа, дали заради тоа толку многу ја сака сестра и таа се буди и прашува: Леона? Ако не е Леона тука, денот почнува многу потажно за незе. Значи, целиот живот на Луција е околу Леона. Мене од почетокот ми беше, како родител, мислам, голем терет дека со тоа што Луција е родена, Леона ќе има многу побременет живот понатаму. Дека секогаш ќе мора да се грижи за незината сестра, која што ќе тапка многу чекори зад неа и така натаму. Меѓутоа, никогаш не помислив дека пак Леона ќе биде облагородена затоа што има сестра која што има Даунов синдром и која што успева во животот да ги најде среќните и убавите моменти и да ги потенцира, бидејќи сите ние, останатите тројца, трчаме по своите кариери, по школските обврски, а Луција е тука да не подсети дека тоа сето е важно, меѓутоа многу поважно е да се гушнеме од време на време, да се насмевнеме, кога се караме знае да не искара со прстето и да ни каже дека тоа не е во ред. Значи, тие се обожаваат, меѓутоа јас не знам да кажам во која мера е тоа дел на Дауновиот синдром или дека кога се караат и кога се расправаат или она како постара сестра кога се фрустрира, дали е тоа заради Дауновиот синдром или дека е тоа сосем нормална динамика на две сестри. Таква релација едноставно. Споменавте во однос на потребата за специјалисти за деца со Даунов синдром, дека во светот има лекари кои што се тесно специјализирани за сето тоа. Дали педиатрите кај нас се доволно информирани за да го стимулираат развојот на овие деца? Не. Многу кратко ќе ви одговорам и јас до сега реално кубурам со можностите што може ние како центар или јас, еве, лично, да ги понудам за да помогнам во работата на педиатрите од овој аспект. Ниеден педиатар не е субспецијалист за работа со овие дечиња. Мислам, посебно говорам за оние педиатри кои што се во јавните установи. Никој не им дава реална можност тие да се дополнително да се специјализираат. Значи, тоа мора да бидат напори кои што ќе произлезат од институциите, од Министерството за здравство, да се свати дека има таква потреба и дека таа потреба е од завчера. Нели дека тоа морало да се направи многу порано. Ние се уште немаме педиатри кои што ќе ги посоветуваат родителите и ќе им кажат дека од нив се очекува да работат со своето дете и дека тоа, иако има Даунов синдром, тоа не треба да биде пречка во животот на тоа дете. Во моментов можеме да погледнеме фотографии од вашето семејство, од вашите две прекрасни ќерки. Споменавте дека многу често на страна добивавте совети како да го стимулирате развојот на вашето дете. Во списанието кој што го издавате исто така може да се најдат совети кои што се однесуваат на сето тоа. Кој се пишува во списанието? Што се може да се прочита во него? Значи, во списанието, за жал, работиме само еден мал број на луѓе, иако тоа е во секој текст, во секој број објавуваме повик до сите семејства да ја споделат својата приказна, да постават прашања кои што ние понатаму би ги доставиле до стручните медицински и терапевтски кадри. Меѓутоа, реално уредничката, јас, како извршен уредник и председател на Сдруженијето, административен асистент имаме кој што исто помага, некои од волонтерите кои што работат во центарот наоѓаат приказни па ги препраќаат до уредничката и реално имаме многу богата содржина која што не само за родителите и семејствата, воопшто за секој кој што да прочитаат и да се информираат. Јас се изненадив еднаш случајно во супермаркетот кај што често купувам, бидејќи само што излега од печати, јас бев многу возбудена, им реков може ли да ви оставам 20-30 копии за луѓето кои што купуваат, еве, бесплатно, нели, давајте ги. Утре дента кога поминав ми рекоа, ама за 15 минути исчезна, сите беа заинтересирани. И јас навистина сум соочена често со таа ситуација, дека луѓето во Македонија сакаат навистина нешто да направат,
за децата и возрастните со Даунов синдром. Меѓутоа, мислам дека се уште не сме им дале вистинска платформа за да го направат тоа конструктивно. Оти било кој што би сакал нешто да направи, треба да знае што е тоа што нам како семејства и заедница ни треба, како да го направа тоа да не биде злоупотребено, искористено или поинаку прочитано. И мислам дека тоа е еден од сегментите на кои што треба да се работи во иднина. Родителите со деца со Даунов синдром, животот понекогаш може да биде трнлив, бидејќи има системски препреки на секој чекор. Како е сега со градинките? Едно време имаше проблем при запишувањето на деца со попреченост воопшто. Каква е вашата приказна? Јас не знам искрено каква е приказната на сите други родители, заради тоа што некако така спорадично слушам од луѓето кои што доаѓаат на нашите состаноци, меѓутоа ние немаме членство, немаме редовни состаноци. За жал не сме соработка, нели кога би имала поинтензивна, кога би имало платформи каде што сите родители би дошле да учествуваат, меѓутоа вие не можете на волонтерска основа да ги натерате родителите да дојдат да споделат за да помогнеме сите системот да профункционира поинаку. Оти ние не ги знаеме кои се проблемите. Јас би рекла за среќа не зависам од тие системски карики за образовниот систем на моите деца, бидејќи решив затоа што сме мешан брак и не знаеме колку време ќе бидеме во Македонија, дека тие треба да учат на англиски јазик и затоа и двете деца одат во приватни институции. Луција веќе трета година е во IPS, во приватна градинка, од која што сум презадоволна и како што велат и нејзините учителки досега, не само што ние и помагаме на Луција да научи, ние учиме многу за Луција и за сите други деца преку нејзиното однесување и социјализирање. Таа е претерано дисциплинирана, сега работиме на тоа академски да ги постигне содржините кои што ги постигнуваат нејзините врсници. Меѓутоа, тоа е една сосем поинаква слика од она што го добивате во редовните јавни градинки. Дали една учителка која што има 40 деца може да се занимава посебно и да одвои внимание за дете со Даунов синдром, кое што пак ќе речам може да има огромен спектар во својот развој, на вистина не би можела да кажам, затоа што немам доволно искуство, не сум била во градинките, иако знам дека многу невладини организации работат токму на едукација на учителките и воспитачките за тој ран детски развој да биде многу поразличен од она што реално го имаме во пракса денес. И секако, нели, она што ние во Скопје го гледаме е сосем поразлично од она што во руралните средини или во помалите градови родителите како сервис го добиваат. Така. Повеќето родители имаат страв за иднината на своето дете. Имате ли вие такви стравувања, размислувате ли тоа? Па Марија, сигурно и вие имате како родител, нели? Секој родител има стравувања, меѓутоа кога имате дете со Даунов синдром, мислам дека спецификата е во тоа што се надевате дека основните животни вештини тоа дете ќе успее да ги развие за да може да се осамостои. Јас се сеќавам кога се породив затоа што ги чув најцрните сценарија од другите родители кои што ги запознав за жал и ќе спомнам дека не почувствува во ниеден момент онаква топлина како што почувствува во Америка кога другите родители велат повелете вие сте дел од оваа заедница и задоволство ни е што сте тука, како можеме да помогнеме. Овдека тоа е сосем поинаква динамика и за жал ништо од тоа не ми влеа надеж дека ќе добиеме некоја поддршка и дека со семејствата заедно ќе можеме да направиме нешто поинаку. И мислам дека најголемиот страф е она што родителите тука го гледаат, дали ова дете ќе остане да зависи од мене до крајот на мојот живот и што ќе се случи со нејзе или него кога нас ке не нема. Во другите системи каде што има системска поддршка не стравувате за тоа. Така, имаше кога беа кампањите Светскиот ден на лица со Даунов синдром, имаше примери на студенти, професори со Даунов синдром. Апсолутно. Тие лица живеат самостојно. Така е. Меѓутоа и во Македонија има примери на возрастни лица со Даунов синдром кои што би можеле да живеат заедно. Меѓутоа мора да разбереме дека ние допред сигурно некои 5-6 години имавме една парадигма во која што не се очекуваше тоа нити од луѓето со Даунов синдром, нити од родителите. Значи тоа е обврска на семејството и вие како ќе си се снајдете, тоа е ваше.
Тоа не треба да биде така и мислам дека сите родители, вклучително и ние, работиме на тоа да ги осамостоиме како и за секој дете. Меѓутоа, да бидеме културолошки малце поперцептивни и да забележиме дека во Македонија луѓето на 30 и 40 години остануваат да живеат со своите родители, иако имаат 46 хромозоми. Значи, тој терет не е дека детево има трисомија 21, туку тоа е една културолошка стигма која што општеството треба да ја надмине целосно, не само во овој дел на лица со пречки во развој. Јас се надевам дека мојата ќерка, кога ќе има 20 и нешто години, ќе рече поздрав, ви благодарам, отидов јас на факултет и ќе живеам како што живеат другите студенти. Дали тоа ќе биде така? Не знам. Меѓутоа не знам и за постарата ќерка, дали таа ќе го направи истото или ќе реши да се залепи со нова папочна врвца и да биде со нас. Се надевам дека ќе успеам да бидам доволно дисциплинирана мајка, да ги одвојам од себе и да им дадам можност да имаат сопствен живот, а тоа значи дека до таа возраст ќе морам многу понапорно да работам на развивање на нивните животни капацитети. Тука окупационата терапија е пресудна и се надевам дека државава, институциите, невладиниот сектор ќе им помогнат и на другите родители да работат со своите деца напорно за да имаат еден живот на возрастна единка во општеството кој што ќе биде самостоен. Се надевам дека ќе имат уште многу активности со Центарот за лица со Даунов синдром и посакувам уште многу успеси. Сите проекти кои што ќе ги работите, отворени сме ние тука да ги спромовираме, бидејќи свеста мора да се подигне на повисоко ниво. Јас би сакала да ви се заблагодарам и вам и генерално на медиумите во државава кои што од почетокот на Центарот на вистина покажуваат вистинска заинтересираност за покривање и еве денес не е 21 март, не е светски ден на Дауновиот синдром, а вие без никаква причина и посебен повод ме повикавте да разговараме за ова. Ви благодарам за тоа и за целосната поддршка која досега ја давате на оваа иницијатива. Благодарам и вам што со гледачите ја споделивте вашата лична приказна. Не секој е подготвен на таков чек. Па да се надеваме дека ќе има се повеќе родители, бидејќи ова не мора да биде трагична приказна, ова може да биде сосем секојдневна родителска приказна. Вашата приказна е одличен пример за тоа. Тука го заокружуваме денешното издание. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно!